Навистина ми е задоволство што сум овде во Скопје кога го одбележуваме 25 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу двете земји и сум горда што можем да бидам првиот премиер кој што е посетил вашата земја во овие 25 години. Скоро учествував на самитот Западен Балкан, каде лидерите од регионот и земјата ги дискутираа следните чекори кои што ќе ги преземаме за да испорачаме безбедност и сигурност за Западниот Балкан. Знам дека конфликтите од минатото некогаш можат да бидат невозможни за надминување. Многу тешки прашања остануваат нерешени, како внатрешните конфликти во регионот, организиран криминал, илегална миграција и така натаму. Мора да се соочиме со предизвиците од минатото, но да останеме амбициозни во обезбедувањето една мирна и просперитетна иднина која што вашите граѓани ја заслужуваат. Со правилната политичка волја напредокот може да отиде многу далеку. Можете да видите што се случи овде во Македонија. Само неколку месеци по парламентарните избори веќе дојде до големи промени и владата пружа рака кон своите соседи и почна да се ангажира во преговорите за решението за името. Знам дека Македонија е посветена на наоѓање решение кон ова решение, но таквото решение ќе донесе чисти придобивки и за двете земји и можете да сметате на целосната поддршка на Обединетото кралство на овој пат. Сакаме да ја видиме Македонија како продолжува позитивно да чекори кон овој пат, затоа ја поддржува и затоа ја споделуваме воена експертиза со вас, ја помагаме стратешката одбранбена стратегија на Република Македонија и ние со нашата одлука да бидеме домакин на самитот за Западен Балкан на Берлинскиот процес во јули, со тоа и го докажавме подобрувањето на економската стабилност и негувањето на подобра политичка соработка и надминување на проблемите во последните 30 години ќе бидат во фокусот на овој самет. Вашата земја, премиере, е интегрален дел од Европа и еден просперитетен западно-балкански регион е од корист за сите во регионот и во Европа. Нашето пријателство ќе јакне и понатаму, иако веќе не сме членки на Европската унија. Македонскиот одговор на нападот во Солсбери е доказ за вашата посветеност кон нашите односи. Значи, денес, по 25 години, никогаш не сме биле поблиску како земји и, господине премиер Заев, ви посакувам добре дојде во Лондон во јули да ги продолжиме нашите важни разговори. Прашавте за надворешните влијанија во регионот и особено се осврнавте на Русија и ние препознаваме дека ја видовме Русија како се однесува на Западниот Балкан, но и низ цела Европа на различни начини. Дел од тоа се однесува на една пропаганда, злоупотребата на информации, сајбер напади и како јас, така и премиерот Заев се осврнавме на многу реалниот напад со употреба на нервен агенс во Велика Британија и важно е сите да се здружиме во справувањето и спротивставувањето на овие надворешни влијанија на Русија во овие сите земји и затоа ја покажавме затоа поддршката што ја добивме од Македонија и од други земји беше од големо значење за нас. Иднината и безбедноста на Западниот Балкан ќе бидат едно од прашањата кои што ќе се разгледуваат на саметот за Западен Балкан на Берлинскиот процес во јули во Лондон. Затоа разговаравме и на Софискиот самит денес, зборувавме за економскиот напредок, дигиталната економија, но и дополнително ќе разговараме и за прашањето на безбедноста. Сакаме да обезбедиме дека низ цела Европа ќе можеме да се здружиме и да работиме заедно, да ги браниме вредностите кои што се темелникот на нашите демократии. Најпрво, ние бевме многу јасни дека ќе ја напуштаме Царинската унија и во иднина ќе можеме да развиеме наша независна трговска политика надвор од Царинската унија, како што ја развиваме нашето партнерство со Европската унија, откако веќе ќе ја напуштиме унијата, ќе направиме и ќе биде важно како ќе ги направиме нашите аранжмани во врска со царините, со сите земји
со сите определени земји, но посветени сме како што ја напуштаме Царинската унија и како што гледаме тоа идно економско партнерство да обезбедиме односи кои што ќе можат да имаме колку што е можно помалку фрикција со Европската унија, но и во врска со она што го спомнавте и владата на Ирска би сакале да немаме еден лош однос кон Ирска, туку да имам, но би сакали истовремено да имаме една независна трговска политика и затоа ќе се обезбедиме за крајот на периодот на имплементација до декември 2020 да можеме да спроведуваме независна трговска политика. Зборував со министерот денеска, зборував за ова и во Софија. Работиме на она како ќе изгледа нашата царинска, како ќе изгледаат нашите царински односи со Европската унија понатаму. Извештајот за царините меѓу Обединетото кралство и Европската унија поставивме цели и наши заложби за да нема цврста граница меѓу Велика Британија и Ирска, но да има две нови нивоа на опции, и како и конечната резервна опција. Комисијата ја објави таа опција која што не е прифатлива за нас во овој момент и ние ќе дадеме наш нов предлог за таа последна резервна опција во догледно време.